Голем благослов, магични мои души. Еве ме мене повторно со уште едно видео за вас, еден огромен видеозапис кој ќе донесе една огромна порака од универзумот за сите светлосни работници што се сега во ова време, во ова интензивна промена на земјината планета, што сите ја осеќаме, дали као дел вибрација или како дел фреквенција, некој душевно, некој природно, некој експериментално го осеќаат тој момент, една огромна порака од универзумот за сите светлосни работници, за сите звездени семиња кои се отелотворени на планетата Земја и се во служба на работа за подобрување на енергијата на оваа планета, наречена Гаја или пета димензија, која резултира со волшебства, мир, спокој, ентузијазам, добробит за човековиот род. Буквално. Па да започнам со мешање на картичките. А овие се еден дел големи и волшебни картички кои ќе донесат еден дел голема енергија, а сето тоа ќе биде проследено да слушнете сите вие што го посетувате мојот канал. Сепак да не заборавам, ви благодарам на сите кои се преплатувате на мојот канал, ви благодарам на сите што ставате лајкови, што коментирате. Енергијата е голема, поготово сега во овие 48 сати ќе биде уште поинтензивна. Некои од нас ќе осеќаат соништа, буквално како вистински соништа, значи буквално со отворени очи да сонуваат. Уствари тоа не е сон, тоа е јаве, кој треба да се покаже како такво. Ќе има високо вибрирачка енергија, наплив на големи енергии за овие 48 сати и треба да бидеме сите спокојни, мирни, да не се произлегува со омраза, гнев и неемпатија. Само така можеме да ги стимулираме овие огромни енергии што следуваат во овие 48 сати од ова мое читање на исчитување на картичките како порака од универзумот за сите вас и воедно за најмногу за светлосните работници. Значи, се отвараме за едно енергетско битие. Планетата Земја ја менува својата кожа. Значи, ја менува својата фреквенција, енергија и стабилност. Значи, влегуваме во уште постабилен процес и се двоиме од една лоша, линеарна, луцидна матрица. Таа е илузионарна матрица во која сме живееле многу милиони години. Значи, нештата мора да бидат променети баш во оваа година, година на промени, на исчистување, година на бројот 9 во нумерологија,
кој се разбира од нумерологија ќе знае за што говорам. Деветка е број на промена, на нешто крајно кое треба да дојде ново. Така да видиме картичките што ќе ни кажат за понатаму, која порака јас треба да ви ја пренесам директно од универзумот, за да знаете каква енергија ќе се случува во наредните 48 сати. Се надевам дека ги гледате картичките, но јас ќе ви ги покажувам за да ви ги објасна, за да ви ја спуштам целосната енергија од универзумот, која сака сега во овој момент да ви биде пренесена, за да знаете и чувствувате и како да се определите со понатамошна работа. Значи, овдека ќе ги опфати сите светлосни работници, значи буквално сите, оние што се заангажирани за добробит на планетата Земја и за произнесување со важна енергија која што треба да ја добие планетата Земја како таква. Значи, ние сме едни големи спроводници на таа енергија која треба да заблеска во многу голем интензитет. Значи, Земјата е активирана, светлосни работници, Земјата е активирана. Значи, знајте, сите работи што ќе се случуваат за овие 48 сати, за овие 48 часа накнадно, значи, ќе се случуваат за генерална промена. Значи, настанува генерална промена во главниот центар на планетата Земја. Значи, не попуштајте сега со вибрациите. Затоа и Шумановата резонанса ги менува вибрациите. Значи, ние говориме под кодови. Секој еден од нас на планетата Земја има код. Кој го има кодот, тој ќе помине. Кој го нема кодот, тој ќе замине, ќе се исчисти од планетата Земја. И тоа треба да ни биде јасно на сите нам. И тие што не знаат, еве сега дознаваат. Универзумот порачува дека Земјата е активирана. Има невидена моќ, прецизна моќ. И таа моќ лежи само на едно место, и тоа место е центарот. Значи, излегува од центарот на планетата Земја, значи, дел од нашата енергија која лежи во нашата подсвест е активирана. Универзумот ви порачува дека ние не сме секој. Ние сме светлосни работници и ние мораме да си ги знаеме границите. Се до оној момент додека не дојдеме да си ја побараме нашата куќа. Значи, нашето место каде што припаѓаме. Знаете,
универзумот ви порачува да се завртиме накај северот. Значи, северот ќе биде нашиот кор, нашиот смер. Имаме друг настан, значи друга фреквенција која ќе ни се придружи. Значи, друга енергија која ќе ни се придружи. Ќе имаме Марсова енергија, значи енергија на агресија. Значи, ова мора да се случи како турбуленција која мора да се пробие некој систем од нашата свест и самосвест. Значи, мора да се постигне баланс за да добиеме комфорт, за да го добиеме умекнувањето во љубовта. Сите вие што ќе ја чуете оваа порака, универзумот ви порачува: извинете и се на старата земја, затоа што е оштетена, затоа што несвесно сте ја оштетувале, несвесно сте ја поганувале, несвесно сте давале лажни надежи, несвесно сте прифаќале лажни ентитети, за да старата земја ви прости и се преселите во новата кора на мајката Гаја. Ние сме моментално во подножјето на мајката Гаја, се уште не сме влезени, но ќе влеземе за многу кратко време од кога центарот на планетата Земја ќе створи уште поголема енергија. Следната порака. Значи, преточете го сето ваше знаење и сета ваша напор во сликање, во манифестирање, значи во произведување слики како сакате да изгледа вашата земја. Затоа што вие сте староседелци на оваа планета, на оваа земја. Усредоточете се, сликајте, манифестирајте, креирајте за да направите големата слика која сакате да ја видите пред вас после 48 сати од ова спуштање на пораки од универзумот. И не заборавајте дека нема да бидете сами во цела оваа процедура и работа. Тука ќе бидат вашите браќа, звездени браќа. Знаете и вие кои ви се вашите звездени браќа. Тука ќе биде енергијата на Хорус. Хорус е дел од центарот во Египет. Египетската енергија ќе ви биде огромна поддршка. Звездените браќа ви испраќаат огромна поддршка за како протекција, значи како заштита, лојалност, сигурност и верба. Не заборавајте дека секогаш ќе бидете поддржани од звездените браќа. Хорус енергија јака која ќе го
ојача интензитетот на пробивање во центарот на планетата Земја, за да може да излезе сета нечистотија од старата кожа на оваа планета. Имаме уште пораки. Ќе имаме голема хармонија после 48 сати, ќе осетиме сите ние. Универзумот ви порачува дека сте многу јаки и така продолжете да бидете јаки. Сакајте се премногу себе си. Сакајте ја планетата вкоренетоста. Бидете проактивни. И универзумот ви порачува, ќе се преродите тогаш кога сето ова ќе биде завршено. Зимата ќе прекине за многу кратко време. Ќе доживееме регенеративност, регенерација, технологијата ќе биде многу напредна, ќе имаме регенерација во технологија, ќе имаме нови изуми, ќе имаме препороди и позитивни настани кои не очекуваат после ова пробивање на голема енергија. Ветувањето на универзумот ви се вкоренети и никогаш немојте да го блокирате процесот, дека скршените ветувања биле само ветувања, но никогаш не се исполниле. Не, универзумот ви порачува дека сите ветувања што сме ги доживеале, сите ќе бидат исполнети, дојдени пред нашите очи, само треба за уште малку време да бидеме трпеливи. Ќе бидеме исполнети. Ќе бидеме целното исполнети, хармонизирани и ќе бидеме заштитени. Со љубов од мајката Гаја, со 9 срца. 9 срца. 9 месеци се носи едно мало живо суштество во утробата на една мајка, на една жена која дава живот, која е спроводник на енергија, која е клjuč на портал.
Ние сме во број 9. Имајте верба дека сето зло ќе си замине од оваа стара кора. Телепатските оракал, да видиме кои се овие. Оваа порака се симнува малку потешко. Да, сега за сега имате граници кои мора да се испочитуваат. Нека не ве прават сензитивни границите кои се во значење. Значи, овие граници ве прават сите вас сензибилни. Границите се најбитни. Мора да се стават граници во целото дешавање сега што се случува во моментот. Сега сте и малку збунети, во голема конфузија сте, но тоа е една врлина од универзумот која мора да се помине како дел од некоја лекција која мора да се научи. Значи, ова ни е на нас во свеста, поврзување со подсвеста, и ова е транзиција, трансцендентна енергија која не збунува сите нас. Ова е една огромна енергија која мора да протече како таква. Значи, земете ги сите одговори што ви требаат сега во моментот, прашете го универзумот. Универзумот ви порачува. Прашајте ме. Ке ги добиете сите одговори што треба. Некои се уште може се плашат од вас да го прашат универзумот, да изманифестираат прашање. А некои од вас виќе ги добиле одговорите, како сега јас што ви ги симнувам сите одговори од универзумот кои треба да ги слушнете баш сега од моето читање па 48 сати понатаму. Ајде друго што? Да видим. Да. Сите светлосни работници кои сочинуваат енергијата на оваа планета, која работат за добробит на оваа планета, која работат да издигнат Гаја, да го издигнат колективното енергетско ниво, глобално. Значи се збори, кога се збори колективно, се збори енергетско, глобално ниво. Треба да бидат во една унија. Значи не дозволувајте да паѓате во илузија на себичност. Не бидете себични. Материјалниот свет става граници со
издигнувањето на свеста и подсвеста. Затоа, универзумот ви порачува унија. Направете унија. Унија на Divine Soul, значи унија на божествени души. Ќе доживеете големи благослови и евенти, значи, за сето она што го очекувате. Тоа што го очекувате ќе ви биде дадено на сите вам. Уште една порака. Многу пораки. Да видиме. Време. Имаме ограничено време. Исцелувајте. Во ова ограничено време што ни го овозможува универзумот, сите рани што ни се направени, мораме да ги излечиме. Така и оваа планета има рани и мора да ги излечиме раните. Не чувствувајте се виновни за ништо. Вие не сте виновни. Виновноста препуштете ја да оди по патот каде што ќе се транзитира во среќа. Значи, кај што ќе се трансформира во среќа. За некој од вас. За други, синхрониситети, значи, синхронизирајте. Синхронизација ќе биде најпотребна. Божествените души, кои ќе бидат во една унија, ќе синхронизираат моменти неверојатни. Тоа ќе биде овозможено све од универзумот. Све ни е дадено на дланка, отворен ни е патот, корот е отворен, без разлика колку проблеми има во универзумот, колку застои има во универзумот, аномалии имаат. Промени, ќе настанат огромни промени за овие 48 сати, 48 часа. Сите инволвирани што бараат промени, ќе добијат промена, така ќе го променат и токот на движење на енергија на оваа планета. Сите ќе бидат зафатени од промени. Прифаќање. Значи, прифатете дека старата матрица, старото време заврши. Доваѓаме и сме во движење. Ние почнуваме да осеќаме. Некои од нас више осеќаат, воздигнати се на многу повисоко ниво. Вибрирајте. Давајте надеж. Судбински е да прифаќате. И прифаќате промена на судбина. Еве кој ни одговара и кој ни ја симнува пораката. Целосно.
ова се многу пораки, но е генерално една порака за сите нас. Универзумот ни испраќа огромна порака и поздрав за сите нас. Вика, истражувајте се себе си, истражи се себе си, дека ти си специјален. Земи се што ти е потребно за понатаму по патот на курсот. Значи, имаме курс, значи спремни сме, имаме компас, знаеме кај ќе одиме. И на крај ја добиваме највисоката почест од универзумот. Нешто ново ќе се роди и добиваме огромен бенефит за сите луѓе, значи за сите телесни и светлосни работници на оваа земјина планета, во оваа подножје на мајката Гаја. Сите луѓе ќе ја доживеат енергијата на љубов, бидејќи со милиони години ни е затемнета таа страна, тој кор. Ќе се поврзете со божествена душа до вас, која ќе стигне и која ќе изгради огромна цврста поврзаност. Вие добивате заслуга, сите ние добиваме заслуга. Универзумот ни порачува заслуга која ќе биде токму од него, за тоа што извршуваме огромна задача во оваа планета, во ова место на живење наше, што ние ја симнуваме со најголеми напори кората, старата кора на земјата, ја одвојуваме старата матрица. На крај сме. Крајот е видлив. Ајде уште една порака. Ке се чувствуваме како во пролет. За нас е ова пролет. Ке гледаме како нашите семиња растат. Сите оние кои се по тибетски работи ќе бидат отпатени и универзумот порачува и за нив порака. Да бидеме нежни кон себе и сето она што го присакуваме да го земеме во своји раце и да придеме во огромна акција. Сега е времето за огромна акција.
универзумот порачува да го сетираме нашето време за означување на повисоко ниво. Значи вика set your sign higher. Значи високо, higher. Значи она што сакаме да го видиме на уште повисоко ниво, да го сетираме. Нашите знаци и предзнаци да бидат на многу повисоко ниво. И уште една порака. Трансформирајте се и прифатете најголем подарок од универзумот. Трансформирајте се и прифатете најголем подарок од универзумот. Така да сите колективно сме во иста мера. И како за крај би ви советувала и би ви дала една огромна поддршка. Значи, асцендентите ќе бидат подготвени и веќе се подготвени за искачување на повисоки нивоа на свест, прифаќајќи јас големината свест и свесно движејќи се во новиот нов свет. Навлегувајќи во квантните полиња на создавањето и истражувајќи ги безграничните можности на универзумот. Тие се искачуваат на повисоки нивоа и нови височини. Некој од нас звездени семиња, некој од нас звездени семиња викаат вака. Некој од нас звездени семиња, значи за звездените семиња, а ние сме звездени семиња, сите што сме светлосни работници, сме звездени семиња. Звездените семиња се активираат во оригинални облици на себе, што иницира револуции, промени, како што никој досега не ги видел. Звездените семиња носат енергетски бранови на свест, што се брануваат низ планетата во колективна човечка свест, длабоко влијајќи на нашата планета. Така, активирајќи ја нутрината на земјата.
знајте дека клучот е во вас и вие сега во моментов сте на најако вибрирачко ниво. Универзумот ви испраќа поддршка и ве координира со енергии кои досега не сте ги имале ни во свест, ни во подсвест, ни во асцендентал. Ова е нова енергија која ќе настане за 48 сати и сите ќе бидеме опфатени како такви. Затоа бидете во добро здравје, добар дух, медитирајте, бидете смирени, шетајте во природа, сакајте се себе си, сакајте го најближниот, работете, пренесувајте љубов и бидете љубени. А ја ви посакувам убав остаток од ноќта и универзумот да ви подари најголеми благослови кои досега не сте ги имале, а од сега сите вие ќе ги доживеете како такви. Секое добро и се слушаме и гледаме во некое наредно видео на мојот канал. Поздрав!